Британската пејачка Шерил Кол, поранешна партнерка на трагично загинатиот Лиам Пейн, со кој го доби синот Беар, е снимена на неговиот погреб во Вилвертхемптон. Потештената Шерил гледаше во далечината со безизразно лице. Таа беше придружувана од нејзините поранешни колеги од бендот Girls Loud, кои дојде да ја поддржат. Додека се обидувам да се помирам со овој катастрофален настан и да се справам со сопствената тага во ова неверојатно болно време, би сакала да ве потсетам сите дека изгубивме човечко суштество. Лиам не беше само попет звезда и славна личност, тој беше син, брат, вујко, драг пријател и татко на нашиот 7-годишен син, напиша Шерил по неговата смрт. На син кој сега мора да се соочи со реалноста дека никогаш повеќе нема да го види својот татко. Предупреди таа. Шерил и Лиам во 2017 година го добија синот Беар, кој продолжија да го одгледуваат заедно и по раскинувањето. Балканската естрадна звезда Лепа Брина во разговор за хрватските медиуми открива дека има желба да напише книга за себе, која потоа би била инспирација за сценарио за филм за нејзиниот бурен живот. Прво би сакала да напишам книга врз основа на која би се снимал филм, бидејќи сценаристот би морал да знае толку многу детали од моето детство, кои биле вака или онака. Би знаела како да го претворам во хумор и да ги представам подемите и падовите како составен дел од животното патување и растењето. Второ, би можела да ја опишам сета ментална болка што доживеа во текот на мојот живот и да споделам фантастични моменти со луѓето, бидејќи има многу работи што ги немам кажано. Тоа може да биде добра приказна, вели Брена. Таа додава дека веќе има замисла како би требало да изгледа филмот. Треба да има 3 генерации, една што е премлада и исплашена, друга во средна возраст и последната која е постара и позрела и навикната на подеме и падови, објаснува Брена. Таа открива дека моментално не знае кои актерки би ја глумеле, но дека особено ја воодушевила енергијата на наградената Јасна Ѓуричич, а која ја гледала во представата Проект Лепа Брена. Досега имаме 4 жени во представата Проект Лепа Брена, меѓу нив и Јасна Ѓуричич. Таа едноставно е предводник на мојата моментална енергија. Јасна има актерско искуство. Во 2021 година ја доби наградата за најдобра актерка во Берлин. Едноставно потребни се повеќе актери за да се оствари тоа, заклучува Брена. Завршено е снимањето на краткометражниот филм Мајка. Снимањето на краткометражниот филм Мајка во режија на Ѓорги Лазов е успешно завршено. Процесот се одвиваше 4 дена на неколку локации во Скопје. Филмот е семејна драма што преку комична и емотивна перспектива ја истражува комплексната врска помеѓу мајка и ќерка, со пресврт што се случува за време на божикните празници. Главните улоги ги толкуваат Наташа Петровиќ и Сонја Михајлова, а во актерската екипа се вклучени и Слободанка Чичевска, Ивица Димитриевиќ и дебитантката Јована Сенадиновски. Филмот е поддржан од Агенцијата за филм на Македонија и ќе има премиера во 2025 година. Продукцијата ја води Александар Арсовски со екипа составена од истакнати професионалци, меѓу кои Никола Марковски како директор на фотографија и Дејан Ѓошевски како сценограф. Четири пати се вратија на БИС 12 актери на премиерата на представата 12 сношти во Македонскиот народен театар. Представата е во адаптација и режија на Синиша Ефтимов, работена по мотивите на драмата 12 гневни луѓе од Реджиналд Роуз. Ефтимов ги обедини реномираните актери Ѓорги Јолевски, Гора Цветковски, Тони Михајловски, Никола Ристановски, Благој Веселинов, Александар Микич, Игор Џамбазов, Јордан Симонов, Сенко Велинов, Оливер Митковски, Владо Јовановски и Сашко Куцев, како и Тања Ивановска од студија, кои добија долги аплаузи и овации од публиката. Представата стана популарна уште пред премиерата. Онлайн билетите се распродадени до март и уште од сега се купуваат и за април и мај.